Почитувани представници на медиумите, присутни на настанот, ве поздравувам и ви посакувам добре дојде на пресконференцијата на која ќе дадам отчет за сработеното во првите 100 денови на мојот мандат, како и за тековни проекти и активности и проекти кои се предвидени за реализација до крајот на тековната година. Ова е со единствена цел за остварување на моите заложби за отчетно, транспарентно и навремено информирање на јавноста за моето работење на локалната самоуправа, што представува континуитет на отчетеноста која е присутна од првиот ден од моето стапување на функцијата градоначалник. Задолженоста на општина Неготино, заклучно со денот над предавањето на финансиските обврски од претходниот градоначалник, изнесуваше над 20 милиони денари. Финансиска обврска по основ на склучен договор со Министерството за финансии преку Светска банка за реконструкција на 9 улици во општината во износ од близу 20 милиони денари. Финансиска обврска по основ на склучен договор со Министерството за финансии преку Светска банка за реконструкција на водоводна мрежа во општина Неготино во износ од над 16 милиони денари, склучен во 2015 година, отпочна да се плаќа и се исплаќа според амортизационен план. Исто така, општината има долгови што не беа вкалкулирани во записникот и тоа по основ на судски спорови, тужби од правни и физички лица, постапки кои се веќе започнати или пресуди во износ од преку 4 милиони денари. Да сумирам, заклучно со 25.10.2021 година, вкупно наследен долг на општина Неготино во повеќе основи износува неверојатни 60 милиони денари. Општина Неготино во период од 100 денови има отпочнато и реализирано 17 проекти, кои би ги набројал во продолжение. Општина Неготино без депонии како предуслов за создавање чиста и здрава животна средина за сегашните и идните генерации е моето мото, под кое на неколку лекации се одвива активности за расчистување на диви депонии. Така, комплетно се исчистени депониите кај Криволак, Тимјан и Кикурија, а паралелно се преземаат мерки за спречување на појава на нови депонии. Реализирани се топ 3 проектите од мојата програма за работа. Донесена е одлука и веќе се спроведува доделувањето на ваучери во вредност од 7.000 денари за секој новороденче во општина Неготино. Економски развиена општина со нови стопански и индустријски капацитети со цел за отварање на нови работни места е основната цел на проектот стимулација за инвеститори, за што е изготвен и посебен правилник со критериуми. Проект Моја патрола со секојдневно присуство на вработење на терен и остварување непосреден контакт со граѓаните за побрзо и поефикасно решавање на нивните проблеми. Асфалтирани се 2 улици во Тимјаник со должина од 450 метри. Поставена е хоризонтална и вертикална сигнализација на кружниот тек. Обезбедивме средства за изградба на улица во Курија од 350 метри. Во тек е партнер уредување на улица во Тимјаник со бекатон коцки. Во тек е набавка и монтажа на хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците Антигона, Едвард Карделј и ЈНА. Проектна документација за уредување на паркот околу спортската сала Младост. Во програмата е предвидена изградба на нова детска градинка, но за жал во Уделението за урбанизам е затекната состојба со извршена измена на ГУП, при што маркетската е пренаменета во изградба на колективно домување. Подготовка на документација за аплицирање на веќе изготвен проект за набавка и поставување водомери на територијата на општина Неготино. Атмосферска канализација на улица Енгелсова во должина од 100 метри. Во тек е проект за реконструкција на саат кулата во нашиот град. Отпочнати се активности за уредување на парк во Тремник. Со цел за поголема отчетност и транспарентност на работата на Советот на општина Неготино, седниците на Советот се емитуваат во живо на YouTube каналот на општината. Ја користам можноста да информирам јавноста за дел од планираните проекти за реализација до крајот на тековната 2022 година.
За спроведување на програмата за комунални делности и уредување на градежно земјиште во општина планирани се средства во износ од над 52 милиони денари. Меѓу другото, изработен е и одобрен проект за покривање на градскиот пазар со кровна конструкција, осветлување и набавка на нови тезги. Квалитетно и континуирано снабдување со вода, одведување и прочистување на отпадни води, јавно очистување и јавна чистота, одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на сообраќајот, изградба и реконструкција на локални патишта, одржување и користење на паркови и зелено и подигнување на нови зелени површини на територијата на цела општина, изградба на простор за паркирање на возилата, изградба на системи за водоснабдување и системи за одведување на пречистување на отпадните води. За изработка на проектна документација се направени ревизија, планирани се следните активности. Изработка на основен проект за изградба на парка и спортската села Младост. Техничка документација за намалување на огромните загуби на вода во водоснабдителниот систем со реконструкција на мрежата по улиците во градот. Изработка на техничка документација за изградба на кружни текови на улица Маршал Тито и индустријска на излезот од Неготино. Изработка на проект за партерно и хортикултурно уредување на спомен костурницата Манчо Мелеминот на влезот во Неготино. Технична документација за фекална мрежа во Црвени брегови, нов бунар за дополнување на водоснабдителниот систем во Тремник и проект за изградба на каптажен систем за прифаќање на водите од постоечкиот извор на вода во Војшанци. Како и изработка на техничка документација и основни проекти за реализација на уште над 25 проекти од областа на комунални дејности. На крај, заедно со моите сограѓани, продолжуваме да градиме проекти и да создаваме нова иднина за сегашните и идните жители на општина Неготино. Ви благодарам за вниманието и ја потенцирам мојата одговорност за соработка.